Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во првото премиерно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Како што повеќе пати најавивме, станува збор за нова дебатна емисија која што ќе се емитува на регионалната телевизија ТВМ и во која што ќе понудиме една квалитетна и конструктивна дебата. Вечерашна тема ни е работата на локалната самоуправа. Кои се реализираните проекти, кои се проблемите, кои се предизвиците, кои се идните планови. На оваа тема во оваа емисија гости се градоначалникот на општина Охрид, господинот Јован Стојановски, и координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН, господинот Кирил Пецаков. Почитувани, прво ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од првата премиерна емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Благодариме. Вечерашниот разговор ќе започнеме со градоначалникот на општина Охрид. Градоначалник, еве малку повеќе од една година како сте начело на локалната самоуправа. Кажете ни колку сте задоволен од она што го направивте во изминатиот период? Во ова измината година, секогаш првата година е најтешка. Сметам дека треба да сум задоволен, заради тоа што она што беше целта и моја лична и она кое што сметам дека и го очекуваа граѓаните, на некој начин е постигнато. Првата година беше посветена во стабилизација на работењето на општината. Сепак поминавме еден бурен период пред локалните избори во 2017 година, еден бурен политички период кој што имаше на некој начин одраз и врз претходното работење на локалната самоуправа, на централната власт. И сметам дека на некој начин она што беше целта, а тоа реков стабилизација во работењето, сметам дека е постигнато. Пецаков, за вас истото прашање, колку вие сте задоволен од работата на новата локална власт? Како опозиција? Ние како опозиција во изминатата година и работата на совет, не само на локалната власт, сепак јас сум дел од советот на општина Охрид, која што ги помага и го контролира работењето на општината. Реално многу повеќе можеше се направи или уште пореално од она кое што градоначалникот како програма и СДСМ во настапот на локалните избори го имаше поврзано со роковите за 2018, па дури и за оддел од проекти од 2019, скоро ништо не е започнато. Можеби одредена стабилизација за финансиското работење, кај што најчесто работеше, односно собираше средства општината, меѓутоа за начинот на кој што се префрлаше рамката финансиска во која што функционира општината, ќе разговараме потоа. Така. Секако, токму финансиското работење е првата наша тема вечерва. Градоначалник, ние сите сме свесни дека општина Охрид е една од најзадолжените општини во Република Македонија. Вие многу пати кажувавте некои бројки околу задолжувањата. Неодамна излеговте дека намаливте дел од тој долг. Но уште поважно е тоа што со ребалансот на буџетот на владата ќе имаме покривање на 51%. Вие велите ќе ја раздолжите општината за 80%. Кажете ни, како планирате да го направите тоа? Сте разговарале ли со доверителите? Одговорот на ова прашање ќе го поврзам и со претходното прашање. Па не случајно и вие го поставувате како прво прашање на кое што е најголем проблем на функционирањето. Општина Охрид не е една, туку е најзадолжена општина во Република Македонија и не може ништо друго да биде приоритет освен финансиската консолидација на работењето на општината Охрид. За да имаме развој, за да имаме инфраструктурни проекти, за да имаме комунални проекти, за да имаме инвестирање во образованието, секогаш треба да се покаже една доверба кон локалната самоуправа, доверба дека знае да ги исплаќа долговите и мислам дека ние тоа на еден сосема чесен и транспарентен начин го постигнавме. И кон граѓаните и кон доверителите дадовме до знаење дека сме отворени, дека сме транспарентни, дека сме отчетни и што е најбитно од све дека сме честни. Јас не би ги замарал граѓаните затоа што пред скоро време ние излеговме на прес и го како локална самоуправа ги кажавме финансиските податоци за изминатата една година од моето работење. Меѓутоа, како што самите кажавте, ако сме веќе една од најзадолжените општини, тоа и во нашата програма беше првиот приоритет кој што треба да го постигнеме. И тоа ние изминатата година го направивме на сосема солиден начин и како што и кажавме бројките, од прилика повеќе од 100 милиони денари се исплатени кон граѓаните и кон доверителите за нивните застанати обврски кои што и повеќе од 20 години беа
наталожени и сметам дека еднаш мораше да се прекине тоа наталожување на финансиските долгови, затезните камати кои што беа на многу високо ниво. И заради тоа, тука би го истакнал само и фактот што вниманието го посветивме и на раздолжувањето на основните училишта и на јавните предпријатија. Проблем кој што е сериозен во локалната самоуправа. Како пример и сите добро граѓани го знаат случајот со Глигор Прличев, каде што од финансиски долг од 8 милиони денари нараснува на повеќе од 35 милиони денари со преземањето од наша страна на локалната самоуправа. Ние веќе во наредната година ќе го завршиме раздолжувањето со основните училишта и со буџетот за 2019 година ќе можеме да планираме нови инвестиции во образованието, кое што дефинитивно ќе биде приоритет за 2019 година. Со донесувањето на законот за финансиско раздолжување на општините, тоа ќе биде една сериозна финансиска инекција за нас како локална самоуправа, заради тоа што веќе на многу посериозен начин можеме да седнеме и да разговараме со останатите и поголемите доверители, кои што исто така, како во претходните случаи кои што ги споменав, представуваат товар и мене како локална градоначалник и локална самоуправа, но и на претходните градоначалници. И фактички, ако го анализирате работањето на претходните градоначалници, секогаш единствено само со нови задолжувања имаме нови развојни проекти во општина Охрид. Така да, она што го ветивме, тоа и го остваривме, дека финансиското раздолжување на општината мора да биде приоритет. Да се реализира. Веќе ако вие по однос на ова прашање, што ќе кажете за раздолжувањето на општина Охрид? Интересна тема, надолго и на широко се зборува, меѓутоа во кусица ти пробам да бидам прецизен и концизен. Така. Ова е долг кој што не е од денес, од вчера или пред 5 години, е долг 20 години акумулиран и реалноста е дека општината Охрид се соочува. Има уште поголема реалност дека во времето на градежната експанзија или урбанизација на градот Охрид, посебно од 2005 до 2013 година, каде што Охрид се преурбанизира или се преизгради, имаше огромен број на приходи, а долгот само растеше, ништо не враќавме. Се од денешен аспект да се навратиме и за прашањето кое што го имаме два аспекти. Едниот аспект е враќањето на долговите од страна на општина и другиот аспект е раздолжувањето, односно помагањето на владата со кое што ќе се раздолжиме, како што вика градоначалникот, 80%. Или можеби во целост, меѓутоа има еден проблем или она кое што јас го викам за мене е лична недоумица, а тоа е поврзано и со раздолжувањето на градоначалникот како локална самоуправа со доверителите, а и она кое што владата ќе го направи. За да бидеме сериозни и како држава и како град, посебно градоначалникот во изминатата година, ние имавме јавен повик како општина за да се раздолжиме. Односно за сите оние кои што сакаат доверители да му се исплаќа долгот и на рати, да се пријават на тој јавен повик и да почне раздолжувањето. Меѓутоа ние како општина во неколку наврати, односно во целиот период од година дена владење на СДСМ и градоначалникот Јован Стојановски, дозволивме неколку пати финансиската рамка да се прекорачи и со тоа да одиме доверителите да ги извршуваат своите побарувања, меѓутоа на тој начин го извршуваат само каматите, а не и главниот долг. Што значи дека како локална самоуправа требало градоначалникот заедно со својот тим да седне, да разговара со сите оние доверители кои што имаат побарувања и да се договорат да се откажат од каматите и да се исплаќа само главниот долг. Тука некаде ќе поврзам и кредитот кој што, односно одлуката на влада за раздолжување за општина Охрид, за да биде сериозно и вистина сватено сето она кое што сака да го направи владата, треба да се формира тим од владата, од локалната самоуправа, директори и сите оние кои што се вклучени, да се направи тим кој што ќе преговара со доверителите и на тој начин исто јас не верувам дека има доверител во овој период кај што сами кажавте преку 20 години има луѓе кои што чекаат, кои што не би сакале да ги наплатат оние пари кои што се сработени. Така да седна, да се преговара, да се договори, ако не може наеднаш на рати да почне да се исплаќа главницата. А за останатиот дел за каматата, тој дел да биде избришан и со тоа ви гарантирам дека не 50, не 80%, туку 100% ќе биде исплатен долгот само со оваа помош од влада. Кога
сме кај финансиите, имаме едно како подпрашање градоначалник, што се случува со вработување во општина Охрид? Пред избори кажувавте дека ќе има некое прекројување на превработената општинска администрација. Дали направивте нешто на тоа поле или пак имаме и нови вработувања? Добро, ако би дозволите, јас само некако реплика, туку само уште едно мало појаснување во однос на претходното прашање. На граѓаните треба да му е јасно дека овде станува само збор за раздолжување по однос на финансиските обврски, но не и на материјалните обврски кои што ги има општина Охрид. Значи зборуваме за финансиските обврски и раздолжувањето на финансиските обврски и досега зборувам од средствата од основниот буџет на локалната самоуправа беа раздолжувани исклучиво само со опростување на задезните камати од страна на доверителите. Не и поинаку, а така ќе продолжи и во иднина. Во однос на општинската администрација, сметам дека сосема е логички кога еден нов градоначалник, една нова управа во било која институција доаѓа да донесе дел и од своите луѓе. Ние во изминатиот период тоа го направивме со неколку луѓе кои што ги донесовме. Меѓутоа, тоа не е во никој случај непродуктивни вработувања, туку баш напротив, тоа се луѓе кои што се дел од кабинетот и кои што во голем дел ги обавуваја и финансиските разговори со доверителите, меѓутоа и завршуваа голем број на граѓански предмети, особено во делот на легализацијата. Се подсмевнувам на ова прашање заради тоа што легализацијата беше едно од прашањата кое што јас како советник многу ја критикував, меѓутоа од подоаѓањето на функција градоначалник едноставно морам да постапувам според законските одредби и да ги подпишувам тие легализации. Со легализациите имавме сериозен проблем. Огромен број на предмети беа наталожени од 2011 година до 2017-18 година, така да еден дел на правници ни беа потребни во тимот и тука ги приклучивме. Вториот дел на вработување кој што ги приклучивме на определено време во рамките на локалната самоуправа го направивме заради две причини, кои што можеби во понатамошниот дел на разговорот ќе ги спомниме. Што се случуваше во 2018 година? По објавените тендери за изработка на проекти кои што ни беа потребни, а ги немаше во локалната самоуправа кога ние дојдовме, особено за инфраструктурни проекти, по објавените тендери и избраните фирми, една фирма се покажа како крајно несериозна и затоа доби негативна референца од страна на локалната самоуправа. Значи никаков проект не изработи. Во ситуација кога ние треба да исплаќаме повеќе од 10 милиони, и тоа и Пецаков го знае затоа што беше образложено на совет. Ако по тендери треба на некоја фирма да му исплаќаме 10 милиони, подобро да вработиме нашите им на луѓе. И тоа го направивме со архитекти и градежни инженери кои што ќе бидат исклучиво задолжени за изработка на проекти кои што ни се потребни и во тековното работење, меѓутоа и во идното работење, заради тоа што очекуваме влез во Европска унија, очекуваме зголемен прилив на финансиски средства од предпристапните фондови на Европската унија и тоа е всушност единствениот начин да општина Охрид исплива на површина. За жал, во изминатите години до сега на постоење на општина Охрид само 4 милиони денари се искористени од европски пари, од проекти и како грантови. Заради тоа, сосема оправдано го поврзувам и вработувањето на одредени продуктивни и квалитетни луѓе. Така, како вие по однос на ова прашање имавте вие пресконференција со која што обвинивте дека се работи за партиски вработувања. Добро, само да се навратам како што се наврати градоначалникот, да кажам дека не разговарав за онај дел каде што неговиот тим и тој лично преговарале со доверителите и тие се откажа. Значи, јас бев јасен, прецизен и концизен и ќе повторам. Финансиската рамка во која што општина Охрид, судска рамка, функционира, беше свесно или намерно или ненамерно не навлегува, меѓутоа со оглед на тоа што има добар дел капитални проекти во програмата негова за 2018 година, наместо да се надминува финансиската рамка, можеше да се направат дел од нив, па денеска да имавме отчетно за сработењето, значи со префрлањето на финансиската судска рамка, значи општина Охрид не може да се договара и да преговара со доверителите, туку се исплаќа долгот, ама долгот не главницата, туку првично започнува со каматите, па додека стигнеме со долгот, има значи процедури. И добар дел на исплаќање и добар дел на финансиска загуба на општината Охрид. И токму во тој дел ви го кажав тоа дека треба сериозно се секогаш камати
Значи се извршни решенија кои што секако ќе мора да ги платиме. Извршни решенија. Секако, меѓутоа не треба да дозволуваме кога можеме тие пари некако или на некаков начин да ги вложиме, посебно знаејќи за ова кое што владата го направи во овој момент за раздолжување на општина Охрид. И тука негдека ќе завршам свој дел, ви продолжи со вработувањето. Реалноста е дека во општина Охрид, да видиме прецизни со бројки, секогаш сакам да разговарам со факти и со бројки, се вработени околу 20 луѓе во општината, каде што имаме унапредување и напредување на високи партиски функционери на СДСМ, на блиски луѓе на високи партиски функционери на СДСМ. Меѓу 20-те вработени е и председател на Дебарца на СДСМ во општината Охрид. И добар дел овај да разговараме за така нареченото проектантско биро, кое што идејата беше да се или била да се направи јавно предпријатие, меѓутоа затоа што општината задолжена не е во состојба или не е во можност да биде како основач на такво едно јавно предпријатие, и тука е, значи, кристално јасно. Таму во тоа проектантско биро се сомневам или сметам дека постојат и луѓе кои што не се со соодветно образование, не само што сметам, него и таа е реалноста. Ако вие побарате информации, ќе видите точно и на што мислам. И тука негдека може да се најде зошто тоа се луѓе за кои што се задоволуваат одредени потреби партиски или, како што кажавте вие, партиски вработувања. Реалноста е таа во Македонија, која што е уназад години функционира, племенита е идејата за да се формира така наречено проектантско биро, го нарекувам така наречено затоа што се уште не функционира со полн капацитет, па дури можеби ни со минимум, и останува спорно. Тоа е моје лично прашање кон градоначалникот, не ми е јасно на кој начин тие луѓе се исплаќаат, дали преку јавните предпријатија, дали општината ги плаќа. Значи, едноставен одговорот, за жал, до сега тие квалитетни луѓе не се исплатени заради тоа што сите мора да поминат пробна работа. И апсолутно не е точно дека се партиски вработувања заради тоа што беше отворен конкурс. Исто имавме отворен конкурс и на вториот повик. Јасен, отворен, отчетен и транспарентен, во кој што баравме луѓе кои што ќе бидат исклучиво задолжени за работа на европски проекти. Секој можеше да конкурират, поминаа транспарентно оценување и многу дури и партиски луѓе не беа вработени заради неположување на тестови. Добро, ви благодарам, значи, што дадовте можност да се доискажите. Мислев кога ќе завршам, како и да е. Значи, откако заврши, ако завршивме со овај дел со така нареченото проектантско биро, за кој што има многу спорни моменти не само околу партиските, и партиските вработувања не ги мислев само или не ги насочив само за проектантското биро, него генерално како соопштина. Имаме надворешни соработници кои што ги спомна градоначалникот, кои што земаат приближна плата со секретарот на општина, што е исто вака во најмала рака чудно во делот на функционирањето. Меѓутоа, тоа е таа реалност која што како општина и како локална самоуправа, кога ги земиме јавните предпријатија, пошто прашавте само за општина, ако прашувате за јавните предпријатија. За општината се, да. За општината горе-долу таа е реалната слика. Еден од најжестоките критикувачи, значи ова кое што го спомна градоначалникот, да се надоврзам ке Изумев, со однос на легализациите, веројатно пишувајќи ја програмата имал идеја легализациите да бидат завршени сите скроз во 2018, а ние имаме легализации незавршени од почетокот на самото носењето на законот за легализација, што и не е по негова, што и јас не ја пишува вашата програма, што и не е по негова вина. Реалноста е дека легализациите имаат и одредени проблеми, непотполни документации, не работа можеби на општинската администрација, не доволно, значи, посветување на самите проекти, како и да е, легализациите се насушен проблем на Охриѓани, треба да се решат што побрзо. Да, сега вас двајцата ве прашав, колку сте вие задоволни од работата на локалната самоуправа? А ние ги запрашавме и граѓаните. Да видиме во анкетата колку граѓаните се задоволни од вашето работење. Никако не се задоволни. Што да сме задоволни мусини? Ко нема се надолу, нагоре нема идет. Тоа е. Дечина за децата, за младите е тешко. За нас ни погурале по старите. Позитивно. Па мислам сега колку е тој во границите на можноста,
задоволен. Ево слушам сега долговите нешто, значи ќе бидат намалени. Сега дали е мокен ова што претходно ви кажав во урбанистички планови, бидејќи тие со законот се должни тоа да го прават, ажурирање на плановите и на пример на 10 години да се менуваат, а досега тоа не е случај. И тоа е многу голем проблем. Пофалба ја имаме за градоначалникот, супер е, нека продолжи така со работата и мислам дека ќе има многу поголеми успеси од досега што беа работи. Јас не можам многу да кажам, зашто е нов уште. До прва тој ќе се докажува дали ќе биде добар или лош. А сметам дека ќе биде подобар него претходните. Критика и тоа отпој ќе имам. Јас сум жител од 1800 и кусур години, Охриѓанец. Имам правена куќа нова Кобајаги, син ми и јас. 2-5 место има да се на вакаво се чакали. Абе една година, ама што знам, за една година не може да се направи све. Кај сакаш оди и во Германија и секаде, за една година не се прави ништо. Треба време. Си мисли секој за себе. Никој не мисли за нас. Ние си работаме кои земјоделци. Тоа е. Се мачиме на старост. Добро, дома. Веќе не постојат тие. Не постојат тие. Избришани се и во парламентов и овде. Не можам ништо да зборам за ними. Се гледат, ото тебе да затворили и ово. Види, со опозицијата треба да бидеме ние заедно. Некои проблеми што мора да поминат. Некои што не смее да поминат, да не поминат. Ако нешто тргнува напред, треба сите да се построиме и да одиме напред. Ако треба да влечиме назад, сите треба да влечиме назад. Ако нешто лечи, тоа е нивно тие да осудат како ќе биде. Ете, почитувани, тоа беше ставот на граѓаните. Слушнавме и пофалби, и критики, и за едните, и за власта, и за опозицијата. Нема да го коментираме ставот на граѓаните, ќе во интерес на времето ќе продолжиме со другите прашања. Следна тема ни е урбанизацијата. Градоначалник, најавивте умерен развој, согласно препораките на УНЕСКО, но сите знаеме дека УНЕСКО бара мораториум. Кажете ни, што ви значи тоа? Прашувате што значеше умерен урбанистички развој? На градот. Добро. Прво треба да го разобличиме зборот мораториум. Она што тие го бараат мораториум е не само донесување на урбанистички планови, тоа е едно ниво, второ ниво кое што го бараат е стопирање на издавање на одобрение за градба, се до донесување на урбанистички планови, а никаде не се кажуваат и како треба да изгледаат тие урбанистички планови, што е замерка моја кон нив и на цела локална самоуправа. И третиот дел е дури и рушење на дивоградбите. Така. Тоа се 3 нивоа на зборот мораториум. Ние првата година ја поминавме всушност во мораториум, затоа што не беа донесени урбанистички планови. Затоа што сметам дека и опозицијата, која што до вчера беше опозиција, беше на власт, носеше урбанистички планови. Па и ние како доскорашна опозиција која што критикувавме, а сега сме во позиција да ги носиме урбанистичките планови. На сите нас не е јасно дека Охрид нема урбанистички планови. Нема правилни урбанистички планови. Со години се влечат генералниот урбанистички план за неколку опфати, се влечат деталните урбанистички планови, а сето тоа произлегува оно што го рече Пецаков преска, да, и јас сакам да зборувам за квантитативни критериуми и показатели. И тоа е најдобро во животот кога на таков начин се разговара. Ние според препораките на УНЕСКО имаме нарушен пейзаж на градот Охрид. Што значи тоа? И да го толкуваме до Сабајле, што значи тоа, пак не ќе знаеме како треба да го поправиме. Значи, нас ни требаат квантитативни показатели во кои што урбанистите ќе знаат и ќе се движат околу тие. Сега во моментов ги имаат истите оние законски одредби кои што важат за сите градови во државата, а Охрид не е исти како сите градови во државата. И мислам дека тука и како опозиција, без разлика, сите ќе се сложиме дека урбанистички планови требаат. Граѓаните си имаат неопходни потреби, куќи стари се рушат, мора да ги поправат граѓаните.
Нормално дека и подигнувањето на градот во висина е исто така една цивилизацијска придобивка за граѓаните, дека треба да оди нагоре, но треба да оди, како што го реков, самиот збор умерено. И заради тоа во сите мои разговори и со Комисијата за урбанистичко планирање со УНЕСКО и со представниците на УНЕСКО кои што доаѓа и кои што инсистира за да се изработи планот за управување со Охридскиот регион, од моја страна беше кажано дека ни треба тие показатели. Ако за цела држава важи дека може да има 70% на искористеност на локацијата, нека ја намалат за Охрид. Ако висината во зависност од парцелата за останатите градови е толкава, нека ја ограничат на Охрид. На 4, на 3, на 2, на 5, на 6 спрата, меѓутоа и граѓаните ќе знаат што може да очекуваат и инвеститорите кои што ги планираат своите бизниси но и урбанистите ќе знаат како ќе треба да ги цртаат парцелите. И исто така треба да се знае колкава површина, значи има многу квантитативни показатели кои што треба да бидат вклучени во планот за управување со Охридскиот регион. Нека се знае колкава површина од територијата на Охрид може да биде изградена со висококатници. А останатите нека се имаат, како што го користам зборот умерен или одржлив урбанистички развој. Ние во моментов немаме локации во градов каде што луѓето може да градат куќи, да купат локација за куќи, затоа што урбанистички во претходните години се носели урбанистички планови во кои што све се цртани згради. И што може еден градоначелник да прави сега во овој момент освен да издават одобренија? Колку што може ќе прави отпори и фала му на Бога добра е ситуацијата во Охрид со тоа што се смири побарувачката на станови, па веќе нема толку. Меѓутоа, ево да го земиме пример Бејбунар. Бејбунар во моментов едно грдо место за Охрид. Почнала урбанизација, не е завршена. Точно. Ако веќе имаме згради во тој дел, нека се изградат и останатите згради и ние како општина инфраструктурно да го изградиме и ние инсистираме на донесување на тој план. Да наликува како една градска населба. Да наликува како една населба во која што ќе има висококатници. Нека ги има и Охрид треба да има висококатници. Но во моментов се почнало, не се дозавршило. Некој добил, некој не добил одобрение. Еднаш треба да ставиме точка. И тука мислам дека она што и граѓаните го кажуваа во нивните забелешки, треба слога да имаме меѓу нас. Така. Пецако, вие поносно ова прашање, кажете што мислите за урбанизација? Се согласувате ли со градоначалникот дека треба да има некои си граници, поинакви мерки, поинакви прописи за градот Охрид? Прашањето за урбанизацијата беше поврзано значи со препораките на УНЕСКО. Да. Тоа е овдека е да кажам стратегија на градот во која што сите треба да учествуваат и позиција и опозиција, каде што генерално ние неформално сме се сретнали, сме разговарали на таа тема поврзано со препораките од УНЕСКО или онако што знаеме бараат мораториум за градба и сите оние недоумици кои што ги кажа градоначалникот односно недообјаснати работи од страна на и не само недообјаснати, туку и недопрецизирани барање од страна на УНЕСКО. Реалноста е во Охрид дека треба да престане да кажам урбанизацијата онака како што ја познававме до овој момент и треба реално и суштински да поработиме на случајот. Сигурно убеден сум дека не е никаков проблем да стара куќа или своја куќа да се изгради нова или да се изгради уште еден спрат. Во случајов проблем е што као што кажа градоначалникот, имаме во овие цртањето на овие урбанистички планови или опфати или локални урбанистички плански документации имаме цртање на згради генерално. И најголем проблем е на Охрид е генералниот урбанистички план кој што пред да стане градоначалникот во исто така неформални па и формални разговори ветуваше брзо донесување исто како и решавање на легализациите. Меѓутоа факт е дека генералниот не зависи од Охрид само и врз основа на тој генерален план постојат предели во градот кои што немаат детален урбанистички план и така не можат луѓето да ги реализираат своите потреби за изградба на куќа, разговараме. А реалноста е дека овие препораки кои што сме ги имале од УНЕСКО дојдоа во еден период кој што јас го кажав, тогаш беше урбана експанзија или градежна експанзија, јас милувам да кажам урбана деградација на градот,
која што преку ноќ или во одреден период ни добивме преку 8.000 станови кои што не се наохријани. И тие се проблемите со кои што се среќаваме ние од денеска, од денешен аспект како совет и градоначалникот како градоначалник, па и секој градоначалник и совет кој што понатаму ќе дојде, и како за многу работи овдека треба суштинска се размисли и да се постапи. Така. Нормално по препораките на УНЕСКО, затоа што убеден сум дека статусот за членка на УНЕСКО треба да го задржиме како град, како знаеме и умееме. Така. Пред да направиме кратка пауза. Само уште едно, извините, за урбанистичкиот план точно една година нема донесено. За сега прв пат на совет на прошлата седница се донесе детален урбанистички план, кој што беше на опфат од улица Мите Богоевски до економското пресек со Димитар Влахов и градинката, каде што на постоечките објекти, зградата кај што е кафичот Бизнис, кај што е аптеката Зегин зградата, ново изградената на паркингот кај економски, и позади има уште две згради. Според стариот детален урбанистички план беше еден објект предвиден, со новиот урбанистички план секоја зграда доби уште по 1/+, а ова е еден објект кој што беше уцртан, се уцртаа два и на нив 5+3+ поткрајот дополнително, значи уште 1 Тој за среќа урбанистички план не помини, не беше поддржан ни од посебно од нас како ВМРО ДПМН, ни од СДСМ, ниту од било кој друг советник. Можеби имаше еден двајца за, не е толку битно, битно е дека не помина, и такви работи не треба да не се случуваат како совет. Значи само појаснување, планот не се донесе, тој и Пецаков на крај го кажа. Планот не се донесе, е ставен само како точка на дневен ред. Како точка на дневен ред локалната самоуправа е должна да ги стави сите планови, а должност е на советниците да оценат дали е добар или лош, а градоначалникот да постапи. Да, меѓутоа овој урбанистички план 3 пати се носеше на комисија, 3 пати се тргаше пред овој урбанистички план и ово урбанистичко планирање започна многу поодавна од мене. Да, а планерот кој што го изработува не е под моје влијание, тоа да му биде на секого јасно. Добро, не поминал тој план. Ајде малку за реконструкцијата на КЕО-т. Градоначалник неодамна најавивте реконструкција на КЕО-т, а во 2015 година токму како советник на СДСМ бевте против овој проект. Зошто? Што се смена? Па, мислам дека треба да го прецизирате јасно прашањето. Јас како советник бев единствено против реконструкцијата на КЕИ, можете да ги извадите моите зборови кои што сум ги кажал, од основен буџет на општина Охрид. Значи не бев и тогаш баш тоа го кажав. Значи сум против од основниот буџет 1 милион евра да се издвојат за реконструкција на КЕО, заради тоа што сметам дека имат и други приоритети. Во овој момент реконструкцијата на КЕО е направена на повикот на Светска банка да биде финансирана од страна на Светска банка како грант, а општината да учествува со оно кое што го донесовме како одлука на на Советот на општина Охрид со отприлика 200.000 евра. Значи ние конкуриравме на грантот на Светска на повикот за грантови од страна на Светска банка и ќе биде финансиран доколку тие го одобрат. И тие ќе си го распишат тендерот, и тие ќе го изведуваат, а ние само учествуваме во надзорот и во финансирањето. Тоа е разликата во мојот став. Значи, јасна е разликата. Нагласивте тоа дека не е ни приоритет таков проект, покрај тоа што и финансиите сметавте дека има можности да се... Не е приоритет од основен буџет да се издвојат 1 милион евра. Значи, од основен буџет. Кога ќе може да очекуваат нов Во ситуација кога градоначалникот располага со буџет од 4 до 5 милиони евра основен буџет. Така. 1/5 од буџетот да бидат издвоени за КЕО. Значи јас во овој момент и би ја смирил дискусијата околу КЕО се до момент додека и не се заврши. Кога очекуваме да имаме нов Значи се додека не се заврши. Ние ги поминавме сите чекори во старт го изработувавме проектот во соработка со невладините организации, со заинтересираните страни, со ресорните министерства кои што го понатака ни ги издадоа согласностите за изведување на овој проект во старт, за да немаме проблеми како што имаше претходно, затоа што и претходно имаше проект за реконструкција на, зборувам претходно во времето на градоначалникот Бакрачевски. 2015. И тогаш имаше, меѓутоа проектите се различни. Значи проектите се различни. Так. И сега е стигнато до ниво на основен проект и добијани согласности од управата
за културно наследство и од ресорното Министерство за заштита на животната средина. И се чекат финалното одобрение кое ќе се добие да се пристапи кон реконструкција. Се до завршувањето понатака не го коментирам. Добро. Пецаков, вие имаше гласини дека се работи за украден проект на ВМРО ДПМН. Вие се сомневате дека станува збор за истиот проект? Тоа е во политичките игри е све дозволено и реалноста може да е ваква или онаква, меѓутоа треба ево денеска се погледнеме во очи и да разговараме. Ако е различен проект, треба да каже што е различно во проектот или како е различно или посебна или точната или прецизната, да ја кажам, дефиниција кажавте вие. Како советник сте биле против изградбата на ваков проект, не само заради тоа што било достоен, туку и нарушување на животна средина и ред други работи со кои што реално Охридското езеро би се соочило и може би еден таков проект би се одржал само на постоечката сега ширина која што има кеот, буквално во низ целата должина, не само онај дел кој што е пешачка патека, за да се реконструира онака како што ќе се реконструира, да изгледа модерно, да имаме да кажам репрезентативен, да биде препознатлив Охрид по него и тоа не е ништо спорно, напротив, не дека ВМРО ДПМН го имало како идеја, па сега се продолжува, реалност дека треба да се направи, како ќе го направат, оставаме на нив, се надевам ќе го направат, меѓутоа она кое што го кажа како податок искрено не го знаев, меѓутоа сега ми е јасно дека станувало збор за проект финансиран директно од буџетот на општина Охрид, што за мене е позитивно затоа што не е само тој проект, него ВМРО ДПМН и конкретно градоначалникот Никола Бакрачевски во тој 4,5 скоро 5 годишен мандат има точно и прецизно направено 789 проекти за кои што е даена отчетност и по години и по крај на мандат и точно и јасно и прецизно може да се видат. Значи да имале идеја, се правеле проекти, се развивале, па дури и се влегувало со својот буџет, го охрабрувам не само за ваков проект, иако е добијано од Светска банка, значи одобрение за користење на средства и со наши пари веќе да почнеме да работиме нешто како проекти, затоа што изминува една година од мандатот, а ние немаме никаков проект, а камоли да разговараме за капитален проект или подготвување на било какви документации за проекти и така натаму и така натаму. А за кеот го охрабрувам, значи градоначалникот и локалната да продолжат, па може би на крај ќе добијаме еден репрезентативен, како што кажавте, примерок за градот Охрид, по кој што би бил препознатлив. Добро, јас само тука ќе објаснам за она кое што беше од Кирил поставено како прашање, во што е различноста. Различноста е во тоа што јас кажав искрено и отворено. Да, имаше проекти во времето на градоначалникот Бакрачевски, меѓутоа за тој проект, кој што не беше на ниво на основен проект, не беа добиени согласностите од Министерство за животна средина и заради тоа беше стопирана постапката. Не беше добиена согласноста заради тоа што имаше навлегување надвор од деталниот урбанистички план за 3 метри. И тоа тие не го дозволи. Сега значи нема навлегување во дополнително навлегување во езерото. Тоа во старт го договоривме со Министерството за животна средина, па дури со хидробиолошкиот завод, заради тоа што тие се најрелевантна институција во нашето подрачје и секако дека се и сите забелешки кои што беа од нивна страна ги прифативме. Значи во моментот станува збор само за реконструкција на кеот во рамките на постојните граници на деталниот урбанистички план, затоа што едноставно, да, и убаво се сложуваме дека е тоа потреба. Нити е моја измислица, нити беше измислица на Бакрачевски. Измислица е можеби неубав збор, но е потреба за градов заради тоа што и во времето на Бакрачевски и во мое време огромни средства се издвојуваат за тековно одржување, посебно оваа година после онаа ситуација со невремето и брановите. Така, пред да продолжиме со разговорот, јас овде би давам една мала пауза, време за реклами. Јас мислам дека сите овде ќе се сложиме дека паркирањето е еден од најгорливите проблеми во градот Охрид. Некогаш граѓаните, не некогаш, него често пати коментираат и бараат изградба на катни гаражи. Градоначалник, кажете ни, дали веќе се разгледува некоја опција за изградба на катни гаражи? Ние сме сведоци дека со децени се најавуваат, па и 3 и 4 се најавувале. За жал до сега немаме ниту една.
Видите се, проблемот со паркирање го поврзуваме воопшто со една сообраќајна студија, која што отсуствуваше во претходните периоди и се надевам дека, бидејќи е нарачана, дека ќе биде изготвена. Јас пред некој ден имав сериозни разговори со изготвувачите, интересни, стручњаци, дури надвор од државава. И за сега само го имаме она граѓанско-кулуарско разговарање дека се потребни катни гаражи. Во моментов е нарачена и физибилити студија за една катна гаража на она место каде што имаме чиста локација. Тоа е, и заради тоа долго време не е завршена, па дури во времето на мојот мандат, на местото каде што сега во моментов се наоѓа пазарот, како замена или се додека не се заврши конечната изградба на изведба на пазарот. Според прелиминарните сообраќајни истражувања на Охрид не му треба повеќе од една катна гаража и ние ќе распишеме физибилити студија, односно е распишена само за една катна гаража, затоа што мислам дека и сите граѓани ќе се сложат и ние како луѓе ќе се сложиме, ево и сега да излеземе да направиме снимање, моментов имат места за паркирање. Катната гаража не е едноставен проект. Е скап проект кој што и треба да се исплати на некој начин. Иначе ќе предизвика нови финансиски обврски, нови задолжувања. Ние немаме едноставно можност понатака да се играме со парите и со буџетот на општина Охрид. Затоа што не знам дали ќе имаме друг пат ваква ексклузивна прилика да добиеме финансиска помош од централната власт. А и не треба да имаме. Затоа што не сме ние недоносени луѓе па да не знаеме и сами да се грижиме за Охрид. Катната гаража ќе покаже физибилити студијата и тогаш и ќе разговараме колкава е исплатливоста, а и се знае од прилика според проектната задача дека во најголем дел исплатливоста ќе биде од одреден деловен простор на приземјето како што се изработуваат и сите катни гаражи, а дека вистинската основна функција на катната гаража, тоа е паркирањето, е неисплатливо. Затоа што и сега ќе речам, ние ја гледаме гужвата во градот во текот на 1 на 2 месеци во летниот период, но останатиот период ево и сега се слободни паркинг местата. И ние можеме понатака и како совет и позиција опозиција да разговараме и за ослободување од плаќање и за слични некои други работи во однос на паркирањето. Така да, ето, се придржуваме на онај принцип, на она правило кое што и едната и другата страна го прифаќаме, а тоа е да разговараме врз основа на бројки. Физибилити студијата, значи елаборатот за исплатливост на таа катна гаража, нека го покаже тоа. Во времето на градоначалникот Бакрачевски, кога јас бев советник, се започнаа неколку проекти за катни гаражи, не успеа, нема да критикуваме зошто не успеа, затоа што првично, она кое што е моје сознание, дека катната гаража како основна функција, дека е само за паркирањето е неисплатлива за Охрид. А не па и повеќе катни гаражи. А иначе, од претходните урбанистички планови, само уште ова извини, Кире, од претходните урбанистички планови имаме 3 локации на кои што може да се изградат катни гаражи, така да барем ако ништо друго урбанистички е предвидено, а сега и според сообраќајните студии треба тоа да се види и според елаборатот за исплатливоста, таа така наречена физибилити студија, дали ќе биде исплатлива или не. Така. Пецако, вие нова прашање, што мислите, треба ли да се градат катни гаражи кога бевте на власт, вашата партија нормално, која беше на власт, се најавуваја. Дури Агенцијата за стопанисување со стамбени деловен простор имаше во план 2 катни гаражи во центарот на градот Охрид. За жал не се реализира. Има многу предпријатија, многу градоначалници, многу можеби ето и влади и премиери имале идеи да се направи катна гаража во Охрид и реалноста е дека катната гаража, без разлика на сите оние податоци кои што градоначалникот ги кажа како за и против во смисла на параметри, не податоци, реалноста е дека на Охрид му е потребна катна гаража и крајно време е да престанеме да ги користиме овие кои што се, иако се реално се изработува, не били изработени и за сообраќајната студија и за физибилити, на граѓаните не ги интересира тој дел. Реалноста е дека точно месец или 2 или ево 3 нека се има недостаток на паркинг места, меѓутоа вие во програмата имате и за катните гаражи, за изградба на катни гаражи, и имате и за развивање модерен туризам.
Ако развиваме модерен туризам во секаква смисла на зборот, секако дека паркинг местата се она за кое што лично ние како општина, вие како градоначалник, како совет треба да се погрижиме, значи да се чувствуваат удобно во тој дел, посебно гостите кои што доаѓаат. Така да не се согласуваме с дали е во делот дали треба или не треба, а дали е финансиски исплатливо или не, како и секоја гаража во Скопје, во Прилеп, во било кој дел. Во Прилеп 2. Како? 2 катни гаражи во Прилеп. Да, сам да кажам, сите се прават со деловен простор и не е никаков проблем да се направи. Дали ќе има финансиски придобивки, дали ќе може самата содржува е веќе второстепено. Меѓутоа реалноста е дека нашето предпријатие, јавното предпријатие Билјанин извори, кое што покрај основната дејност се занимава и со наплата на паркинг, односно со стопанисување со паркинг местата, и досега до преднаплатава живееше само од летниот период, другиот период од годината повеќето беа месечни карти и ретко кој плаќаше од граѓаните реално. И предпријатието имаше проблем со тоа, па и со такви параметри предпријатието успешно ја доведе да се исплаќат плата, да враќат дел за евана за долгот, на рати нормално исплаќање и така натаму и да покажува позитивни финансиски. Така да и вие како градоначалник треба не само декларативно без кажување за сообраќајни студии, за физибилити и ред други работи, да го направиме, да отпочне процедурата, па ако завршите, на крај ќе биде добро. Ако не, ќе дојде можеби друг градоначалник кој што ќе изгради. Реалноста е дека не од сега 20 години. Можеби и повеќе. Да, за катна гаража и таа е од насушна потреба. Таа катна гаража можеби ќе уреши оној сообраќаен метеж кој што се случува низ она главна улица Македонски просветители, тука е цело паркинзи, тука еден излегува, тука се прави најголемиот метеж. Тоа е тесно грло. Затоа можеби навистина е повеќе од потребна и не само во лето. Ако што спомна дека е нацртана градоначалникот во претходните урбанистички планови, факт е дека има една уцртана катна гаража за која што имавме како совет реално проблеми и недоумици, повторно истата таа легализација на такви објекти ја отфрливме кај автобуската. Да. Значи во продолжение кај новата автобуска во продолжение како што е Сити Мол, значи автобуска Сити Мол и после тоа требаше катна гаража. Некој уцртал, увидел дека е потребно баш во тој дел, веројатно затоа што и тоа е географски центар на градот, веројатно затоа што развитокот на градот е токму насочен на тој дел и таа би била одлична локација за катна гаража каде што оттаму понатаму луѓето би се движеле со други превозни средства или пешки, сепак Охрид не е друг голем град. Како и да е реално мора да се позанимаваме вистински со ова. Лјубљана го има забрането комплетно движењето на автомобили во центар. Знаете, има катни гаражи настројна и нема, во центар се движат сите пешки или со оние специализирани минибусчи на кои што ги носат граѓаните. Тоа може би е една добра идеја за Охрид наместо рампи, може би или наместо паркинзи по тие главни улици. Добро, и Кире тоа го кажа одлично, назад сме многу, кога реков преска дека разговаравме со сериозни стручњаци, еден беше токму од Лјубљана и кој што истиот тој пример го кажа и го кажа како стигнале до тоа. Меѓутоа Сонја го кажа и времето како стигнале. Верувам. А Кире во право што вика дека да, треба да се почне. Треба да се почне. Да. Треба да се почне затоа што катната гаража, јас цело време сум економист. И заради тоа цело време инсистирам на економските ефекти од одреден проект, затоа што и го кажав и тоа и конкретно. Мора да се внимава дали општината повторно ќе влезе во задолженост. Многу работи имат во градов кои што се потребни, меѓутоа дали се исплатливи. На тоа мора да се внимава. Затоа што тоа граѓаните многу често го занемаруваат, а сепак сме во ситуација да сме најзадолжена општина. Јас овде предлагам во интерес на времето да преминеме на прашања од граѓаните. Ете, имаше десетина, да речам, прашања кои што ги испратија граѓаните на нашиот имејл, на нашата Facebook страна. Ние издвоивме неколку кои што ќе ги поставиме. Ете, првото прашање е што е целта на рампите во Стар град? Кога автомобилите влегуваат и излегуваат покрај рампа и секој кој што сака има пристап и влез. Сметаме дека на овој начин имаме уште поголем хаос. Прво јас. Градоначалник вие да прво.
уште поголем хаос не можеме да имаме заради тоа што рампите се кренати и влезот е онако како што беше и претходно. Ние имавме обид и тоа ќе го кажам, значи дека е само обид во текот на оваа година да го наметниме ограниченото движење на возила во стариот град, да може да се движат само оние кои што се и дефинитивно корисници преку цела година на стариот град, а тоа се жителите и корисниците на услуги, да речем гостите, туристите кои што доаѓаат во стариот град. Меѓутоа, заради реакциите на граѓаните и не сакавме наеднаш, а може би и пребрзавме, никогаш не е ни срамота да се каже ако нешто има и неуспешно, за жал тоа не заживеа. Но од друга страна треба да сте свесни дека имавме голем број на позитивни реакции и барања на граѓани од стариот дел на градот за да се спуштат рампите и да го има тоа ограничено движење. Да, престои период на зима пред почетокот на туристичката сезона, затоа реков дека е ова еден обид кој што го направиме можда во незгодно време. Во текот на оваа зима имаме можност да го завршиме и да завршиме таа активност во врска со ограниченото движење на возила во стариот дел на градот. Отворени сме за сугестии од граѓаните, она што чинело и она што не чинело во сезоната, меѓутоа факт е дека стариот дел на градот е пренатрупан со возила. И тоа беше исклучиво направено за добро на граѓаните. Значи беше направено за добро на граѓаните, во никој случај да не биде забрането движење на жителите во стариот дел на градот, затоа што не сме спремни во овој момент. Убаво го посочувате пример на Љубљана, на Естонија, на други градови, да, ги имаме снимено, ги знаеме, меѓутоа далеку сме од реализација. Чекор по чекор мора да оди. Така да имавме ние разговори со Кире Пецаков и со опозицијата, имаше забелешки и спремни сме тука и отворени да заедно најдеме едно решение кое што ќе е интерес на градот. Пецаков, вие за ова прашање? За ова прашање, значи, само ќе дам една споредба, на Совет се разговараше и гласни бевме прилично за зонското паркирање или она кое што треба да означува со системот СМС наплата. Никаде не се разговараше за поставување рампи, можеби некаде не сме разговарале со градоначалникот на оваа тема. Нешто Коста ми подспомна како координатор на советничката група, меѓутоа прецизно за ова сме разговарале откако беа поставени за неговите негативности. Ова е класичен, да го кажам, не е проект, него класично од идеја до реализација дека има многу и факт е дека се избрза. Факт е дека за паркирањето истото ни го одговори и директорката, рече дај да почнеме, па потоа сите грешки ќе ги согледаме, ќе ги поправаме, како и да е до ден денеска не се поправа ништо и проблемите се тие. За да ограничиш движење, значи треба да функционира рампата како што треба. За ограничиш движење не може да се наплаќа, значи влез во рампа ако е поставена за ограничување, прамуавет за летен период, не разговарам сега, си е зона, си има со СМС наплата, си функционира. Значи да наплаќаш исклучиво влез 400 денари карта, ова е со фискални, со све може да ви покажам, веќе имавме и пресна на оваа тема, меѓутоа само да ги повторам, не можеш да ограничиш движење каде што секој ден вработен во кафич, во пицерија, по апартмани, по хотелчина мали кои што работаат да добијат пропусници, не знам врз основа на кој. Секој еден доставувач и добавувач доби исти картици како и другите и во Охрид, ево, не во Охрид, него за стариот дел на градот се издадени 1400 картици. Како го ограничуваме? Прво 1400 жители нема градот. То се коли 1400, не се жители. Пота минувам 3-4, тоа се 5000 луѓе. Реалноста е дека давано е пропусници на секој ден на кој што се стигне и исто како и за СМС наплатата кај што 100 пати реков, значи на Совет, јасно и гласно ги замолив да не брзаме, ќе дојде друго лето, ќе го спроведиме или да се направи сериозно, истиот проблем се случи со. Сакаве нешто да постигнет како локална самоуправа, напротив, не само што не беше позитивно примено кај граѓаните, затоа што сум нонстоп посебно во тој дел на градот, него имаше многу и замерки. Ги поставија уште една работа, ги поставија рампите и ќе завршам тука, не беше решен проблемот со гостите кои што доаѓаат, а реално во стариот дел на градот имаат станоиздавачи или издавачи на апартмани кои што имаат своји паркинг места, се разговарам за нив.
Значи, ако немаат паркинг места во тоа, можеби во летниот период треба кружниот тек кај плоштадот и кај Тинекс и Рамстор да биде паркинг за тие кои што немаат одстаноиздавачите, ама тоа треба да го осмислиме. Или пак можеби на некој друг паркинг. Реалноста е дека се избрза. Каже и градоначалникот, меѓутоа сакав да бидам попрецизен, сигурно има дел од работите што не ги знаат и не знам дали знаат дека постојат 1400 картици за влез за летен период, зборувам за влез во рампите. Значи, овие што се доставувачи, немаат ограничено пример од друга картица што ќе функционираат од 5 до 10 или од 5 до 11. Така цел ден можат да кога сака. И тоа е реалниот проблем. Добро, овде сакам само нешто генерално да кажам. Јас и во моето излагање реков дека имат некогаш и неуспешни обиди. Воведување на нов производ на пазар е секогаш пропратен со голем број на неуспеси. А пред малку се сложиме дека ние треба да почнеме нешто. Не мораш да се брзат, градоначалник, за тоа е тоа. Ќе го разговараме пак, ќе дојдеме до ситуација и да го решиме. Немаме разговарано, сега ќе разговараме. Ние ја смиривме, разговаравме и со Коста и во однос на паркирањето и кога имавме меѓусебна координација. За рампите немавме, али ќе разговараме. Јас велам дека ќе разговараме. Секогаш е проблем воведувањето на некоја новина. Со тоа се нарушуваат секојдневната инерција на граѓаните, нивното секојдневниот начин на живење. А и уште еднаш ќе го речам дека ние лоша намера немавме према граѓаните. Сакавте некој ред, да, тоа беше и целта на поставувањето на рампите. И стојам за тоа дека имаше голем број на позитивни реакции. Како и голем број на негативни? И негативни. И многу поголем број на негативни. Се сложивте добро. Ајде на второ прашање од граѓаните. До кога ќе толерирате маси и столови распослани на сообраќајници? Еве ви еден пример кај ресторанот Чун и Александрија. Зошто толерирате диво поставена урбана опрема? Прашањето е за двајцата гости. Кој ќе биде прв? Ајде Пецаков, ајде од вас. Не е никаков проблем. Ајде од вас затоа што на урбаната опрема е генерален проблем на градот. Е тука пак ќе се доведеме или ќе направиме компарација или продолжување или надополнување на она кое што градоначалникот го има во својата програма, повторно ќе кажам изградба, односно правење на стратегија за развој на градот Охрид, каде сакаме да го гледаме, кое што исто ните започната, ни пак се разговарало на такво едно ниво. Не е точно дека не е започнато. Добро, започнато врз основа на рокот кој што го имате даено не е ни приближно до крај, а каква ќе е насоката ќе видиме. Сега поставувањето да се изработи, зашто до сега никош немало. Добро, меѓутоа се поставуваат рокови, токму затоа требаше да имате и отчетност и да кажете што е на вашата програма, што сте го ветиле, а сте го оствариле. Јас ќе кажам ништо. А сте оствариле други работи надвор од програмата, тоа не е ништо спорно. И какви се не е сега тема на разговор. За урбанизмот и поставувањето. Реалноста е дека општина Охрид треба да дозволува за прамуавет посебно за летниот период затоа што никој надвор не седи настрана од кога е ладно. За летниот период не само за тој предел, него секојдневно каде што угостителите имаат потреба да добијат, меѓутоа сето тоа да е контролирано и точно како што кажале, дали треба да имаме на раскрст на улица и сообраќајници или не треба е сосема друго. Ние одма ево ве прашале за тоа, само ќе се надоврзам и одма ќе завршам плоштадчето што е до Александрија, токму и до Чун. Тоа требаше да биде плоштадче на културата, на културно катче, некако така беше крстено. Ние добивме само дислокација на одредени тезги на истото место, значи требаше да биде затоа што така беше ветено во програмата на градоначалникот, а ние добивме само дислокација на одредени тезги кои што не беа ни добро поставени. Значи, реално имаме проблем со урбанизацијата и не само со масите и столовите, и не е од денеска, и за тоа сме имале прес, меѓутоа реално треба сериозно да се поработи на овој дел и да кажеме од денеска ова ќе биде вака. Значи, најголемиот проблем не се столчињата, најголем проблем е она што Охрид изгледа на лето како Панагюр, односно никогаш не сме, значи дали ќе направиме типизирани тезги кои што ќе бидат поставени на одредени локации кај што точно и прецизно ќе одреди градот, дали ќе би некако поинаку друго катче одредено кое што би изгледало како луна парк и за забава, ама сето тоа да изгледа добро. Као што кажав, не е од вчера, не е од како дојде Јован за градоначалник или од како или од пред 5 години, е одамна и реално треба се
да се потрудиме да се реши тоа. Зошто ги дозволуваат и ги поставуваат и поставувањето на урбана опрема на сообраќајници, веројатно попрецизно би ви одговорил граначалник. Граначалник, вие по однос на ова прашање ве молам. Добро, да, урбаната опрема е сериозен проблем и тоа во секој туристички град, а не само во Охрид, меѓутоа ние живееме за Охрид не болите. Поставувањето на урбаната опрема на тоа место беше регулирано со одлука. И во кој временски термин можеше да се поставуваат. И дел од одлуката за поставување на рампи, ограничен дел на движење во стариот град, беше поврзана и со токму со тие поставување на урбаната опрема. Так. Ние за наредниот месец имаме нова урбана опрема, програма за урбана опрема, која што ќе биде пред советниците. И тука можам да го кажам само едно како граѓанин, пошто јас сум граѓанин. И сум бил на негово место. Да. Многу е подобро, полесно, Така. и попринципиелно да се разговара кога си на местото каде што е сега Кире, затоа што сум бил јас на тоа место, многу е потешко да си на оваа страна. Сепак Охрид изобилува со голем број на социјални случаи со кои што е тешко да се разговара за преместување на урбаната опрема. Но и тоа е една од задачите на градоначалникот да биде решителен, да се спротистави, па дури да изнајде решение за тие социјални случаи. Повторно да земаат определени примања кои што ги остваруваат со поставувањето на тезгите, а градот сепак да изгледа подобро. Културно. Значи тоа е интенцијата која што треба да биде поставена. И многу пати беше поставено тезата во програмата. Програмата е за 4 години. И повторно, и ево и граѓаните имаат таа реакција. Една прва година е. Најтешка година е во животот, секогаш првата година. И тоа си го признавам, помина првата година. Во втората веќе немат оправдување. Немат оправдување за многу проекти и за многу реализирани или нереализирани активности. Морам мала реплика, зошто се држам за програмата. Јас сум член на ВМРО ДПМН и сме предводеле влада и градоначалник, ето во Охрид сме имали еден мандат, во други некои повеќе. Отчетноста била она за сработеното, било она што нас не красело од секогаш. Не дека се нафаќам на вашата програма, меѓутоа реалноста е сосема поинаква, да, таа е за 4 години, меѓутоа имате проекти кои што имаат и датуми, односно термини за нивна реализација. Затоа се напаќам. Ако сметате дека не сте ја пишеле, тогаш јас да не зборувам за програмата од сега понатаму, ево нема да ја спомнам воопшто. Баш напротив, критиката твоја и за треба да ве стимулира, треба да ве стимулира. И критиката на граѓаните е секогаш добра. Дури некојаш негативните зборови кои што се патени. За една година кажавте не може да се направи многу, јас само ви кажав. Бакрачевски 789 проекти по 200 проекти годишно. Повелете, стигнете барем дел од тоа, ќе бидете повеќе од успешни. Имавте една од темите за разговор која што беше односот помеѓу позиција и опозиција. Една година помина, ни еден лозбор не реков за претходни градоначалници, за никого. Затоа што интенцијата ми е да имат слога, а иначе можам да кажам многу. Секој може точно. И од нивна страна беше исто. Истата интенција. Затоа што имаме многу проекти и тоа треба да ги храниме граѓаните на таков начин. Имаме многу проекти каде што сме покажале слога. И во време кога биле власт, и во време кога се сега во опозиција. Истото и за нас важи. Кај што сме имале слога, заеднички ставови, разговор, имаме голем успех. И така треба и понатака да течи работата. А критиките се секогаш добре дојдени. Не се пријатни да се слушнат, меѓутоа се добре дојдени. Да преминеме на третото прашање, ова е за двајцата исто. Ги интересира граѓаните колку често се сретнувате, дали наоѓате време, ето токму сега тоа што го кажавте, дали наоѓате време да разговарате за актуелни и за проблеми, за актуелности и за решавање на проблеми. Споменавте се на крајот дека некогаш и се сретнувате. Не само можам да се надоварзам дека поврзано со одредени, ево го напоменав јас преска УНЕСКО и препораките на УНЕСКО, градоначалникот сега кажа дека сме разговарале за паркирањето, не за рампите, значи повторно ќе кажам за паркирањето и за секој еден проект сме се сретнали исто за легализациите и нивното систематско решавање, значи да почнеме по одреден редослед се со цел да му одоволиме на граѓаните и секога и на првата пресконференција која што имав како координатор на советничка група и тогашна опозиција во Советот
Пред година дена кажав јасно и прецизно. Секогаш и сите одлуки кои што се поврзани за доброто на Охрид и се од национален аспект добри, не само за Охрид, него можеби и за дел би учествували на национално ниво, ВМРО ДПМН и советничката група ќе поддржи. И во таа насока би оделе тие разговори. Секој еден проект кој што би довел до подобро, ние сме тука, не е тоа никаков проблем. Ќе бидете сложни, ќе поддржите без разлика што е проект на... Добро, јас во голем дел го одговорив прашањето. Ние сепак се познаваме и покрај тоа што имаат разлика во години, се познаваме и од порано како граѓани и мислам дека тоа сосема нормално. И јас кога бев советник во голем дел настојувавме да немат крв меѓу нас. Тоа е многу битно. И многу од граѓаните тоа го кажаа на анкетата. Дека мора да се делуваат заедно. Да, сега сме ние, утре ќе бидат тие, некој друг, друга опција и слично. И всушност сосема е нормално во една парламентарна демократија, што е можно почесто да се одржуваат координации помеѓу советничките групи во случајот, да се одржуваат координации, па дури и представање на точките на дневен ред, да се одржуваат координации, а особено како што реков дека главниот проблем со кој што јас се соочував во мојот мандат беше смирување на тензијата која што долго време постоеше помеѓу партиите. Па и постои. Така. Се ближиме кон крајот на вечерашната емисија, остана уште неколку прашања, а јас градоначалник би ве запрашала, ајде малце за туризмот. Изминатава сезона беше една од најуспешните. На што се должи тоа? Имавте и вие неколку проекти, како што се сите во Охрид, Тест Охрид и така натака. Има ли тие, придонесоа ли тие за привлекување на голем број на туристи? Па све си придонесла. И тука никој не треба да го истакнуваат својот личен придонес. Па не јас нема да го истакнувам како градоначалник. Јас тоа што сум го правел во текот на ова измината година, било секако во интерес на особено на оние кои што живеат од туристичкиот бизнис, меѓутоа тука мора да се каже дека ние имаме континуитет години на назад. Па можам да речам дека некаде од 2001 година имаме континуирано инвестирање во туризмот и затоа имаме и вакви резултати. Тоа е уште еднаш она место на кое што го реков преска. Кај што имаме заеднички интерес, па дури кај што имаме слога, да, ќе се критикуваме, тоа е расправа. Негово мислење, моје мислење за одредени работи. Меѓутоа, за туризмот во Охрид имало и претходната власт своји значајни напори кои што ги вложувала, активности ги преземала, кои што носат и сега резултат. И оваја ќе има понатака, затоа што само помина една година од мојот мандат и не можам да речам дека јас ја направив револуцијата, тоа е смешно. Велам дека од 2001 година, затоа што сепак тоа ми е после конфликтот кој што ги имавме, сепак тоа ми беше претходно фах пред да станам градоначалник, да истражувам доменот на туризмот, беа преземани големи и значајни активности. Ние сме веќе во моментот во ситуација во која што треба да разговараме што со големиот прилив на гости во Охрид. Затоа што на таков начин се нарушува одржливоста на овој простор, а Охрид си има своја посебна туристичка димензија. Ние не сме сигурно масовна дестинација. Така. Петако, вие за туризмот само тука уште една, извини Кире, уште една реченица. Сакам да кажам дека и во тој правец ние и креираме за воиднина програмата за туризам. За жал, ето и стратегијата која што беше почната во времето на Бакрачевски, ја продолживме, ја презедовме ние во соработка со Свисконтакт, се уште не е готова, не е наша кривица, зборам наша како локална самоуправа, тука се вклучувам и себе си и претходниот и претходниците, градоначалници. Меѓутоа, тоа е она кое што преска Кире го замени, се уште замери, нема уште стратегија. Имат и објективни проблеми зашто немат стратегија. Така. Пецаков, оваа сезона имаше навистина рекорден број на гости, тоа го потврдува и официјалната статистика и сите анализи. Кажете ни, што мислите вие на полето на туризмот? Се прави ли доволно на локалната самоуправа? Оваа локална самоуправа е само што дојдена и не знам колку реално можеше да направи повеќе или помалце. Тоа е нешто за кое што потака ќе видиме. Исто во програмата градоначалник покрај стратегија имате и за една точка за модерен туризам. Значи повторно за модерен туризам е потребна стратегија. Покрај стратегија за туризам треба и стратегија за развој на Охрид или на каде би се движел Охрид. Тоа е онај дел од кој што мора да оспомниме и сега вториот дел. Ова е, значи, да кажам, овие бројки кои што несомнено се во изминатите години ги гледаме поврзано со странските туристи пред се,
Се надевам ќе бидат слика за Охрид и во понатаму, меѓутоа вредно да се напомени дека Охрид беше во рекламиран во секаква смисла на зборот на светските телевизии BBC, CNN со спотови кои што трае по 30 секунди долг период, односно години наназад, за веќе од годинава да немаме никаква промоција на Охрид. Тука веќе ќе треба, тоа е стратегија на СДСМ и на владата на СДСМ во случај. Тука ќе треба локалната мое мислење, локалната самоуправа да вложи многу повеќе, не само едни обични посети на семинари кои што традиционално ги посетуваме во изминатите некаде 15-тина години. Покрај тие посети ќе треба и многу повеќе се прави, она кое што во Охрид сите се одржа пред новата година, беше едно освежување, меѓутоа реално за да постигнеме нешто посериозно треба огромна промоција и сето тоа добро да се обмисли, а таа во тој момент локалната самоуправа ниту имаше време, ниту можеби и средства сето тоа да го направи, и сметам дека можеше многу подобро да изгледат и не е тоа големиот проблем, факт е дека треба да се прават многу работи со што Охрид би бил попривлечен. Меѓутоа пак ќе речам, стратегијата за развој на туризмот, а и генерално каде сакаме Охрид да го гледаме како град, треба што поскоро да се направи, да се седне. Секако нема да е за еден месец, за два, да се изработи како што треба, па потоа ќе е многу полесно. А факт е дека од Охрид од овај момент само ќе губи, нема да добива со тоа што не е промовиран, не по вина на локалната самоуправа, иако се во случајов од иста политичка провиненција, не разговараме од тој аспект, меѓутоа локалната ќе треба многу повеќе да прави. Не е затоа што се укинати или се уште не по трет пат се објавува тендерот за субвенција на летови за Охрид за туристите. Нема реклами за туризам. Нема реклами за Охрид како туристичка дестинација. Нема и ред други промоции кои што владата и државата ги имаше поврзани со Охрид посебно. Реално многу работи нема. И како ќе се одрази тоа на нас како град во следниот период треба да почекаме да видиме. Се надевам дека ќе е на добро, само сепак Охрид живее за и од туризмот. Тоа е реалноста. Па не мислам дека живеат Кирил само од туризмот. Тоа е лошо. Последното прашање е инвестиции. Што мислите, градоначалник? Какви инвестиции му недостигаат на Охрид? Инвестиции во индустрија, инвестиции во хотели, во туризмот, хотели, хотелски ресурси. Јас секогаш го велам и ова што го замерив сега до Пецаков. Охрид никогаш не живеел од туризмот во најголем дел. Никогаш не живеел. Бруто домашниот производ во Охрид во најголем дел се остварувал од останати индустријски гранки кои што ние ги немаме. И само ако се држиме до туризам и до туризам, не велам дека не треба да имат внимание, дека не треба и сето ова кое што се разговараше за каква туристичка промоција и слично, да го разговараме понатак. Макар што никој не ги измерил никогаш ефектите од туристичката промоција претходно. Нас дефинитивно она што ни фали во Охрид и кое што во најголем дел беше и проблем и во мојата прва година од мандатот, а верувам дека и во мандатите на претходните градоначалници се вработувањата на луѓето. Туризмот абсорбира што можеше да абсорбират, локалната и јавните претпријатија абсорбира, дури се превработени, но ај ќе го употребам само зборот дека ги прими луѓето што можеше да примит и од прилика сме заситени, да не давам финансиска бројка колку губиме месечно како локална самоуправа и целокупно земено со јавните претпријатија. Она што ни отсуствуваше во изминатиот период и заради тоа сме ние лидери во поглед на стапката на емиграција на градов и тука пак треба заеднички да делуваме. Тоа се сеќавам дека беше интенција и на претходната власт. Се инвестиции во останатите индустријски гранки. Ние во 2019 година, она кое што ни е план, ние конечно да го средиме Мауцкар. Тоа можеме како општина да го направиме. Голем број на странски инвеститори доаѓале во Охрид и претходно и во време на други градоначалници и во време на мојот мандат, кои што бараат локација, меѓутоа внимавајте, бараат и работна сила. Квалификувана работна сила за која што ќе работи во... пример, земете го Костел. Да. Имаше критики. Па дури од моја страна. Меѓутоа Костел е освежување за економијата во Охрид. Освежување и за просторот кој што го имаме. Освежување и за примањата на работната сила која што е вработена во Костел. Но од друга страна, само 400-500 вработени се таму.
Тоа е премногу мало да ги задоволи потребите на сите граѓани. Затоа, ако го средиме Маускер и ако во наредната година продолжиме со оние курсеви кои што ги имаше секогаш на назад во Охрид за квалификување на работната сила, тогаш голем број на граѓаните ќе мора да сватат дека тоа е единствениот начин за да ги добијат вработувањата. Вработувањата на граѓаните, кои што дефинитивно се оправдани, барањата на луѓето, се проблем и на сите сегашни градоначалници во државава и на претходните градоначалници. Но градоначалникот не може да го реши тој проблем. Единствено само во соработка со централната власт и она што го кажав, ако успееме да го инфраструктурно да го средиме Маускер во наредната година, тогаш би имале локација за странските инвеститори, 2 и 3 компании се веќе дојдени кои што се сериозни, кои што ќе почнат чекор по чекор од 100-200 па да стигнат до 500 и повеќе вработени. Тоа е единствениот начин за заживување на Охрид. И повторно ќе речам, со бруто домашен производ, туризмот не може да ги задоволи барањата на градот. Затоа сме и во оваква очајна економска ситуација. Ако вие подносно ова прашање, што мислите? Се служувате ли со градоначалникот дека е потребно во инвестиции повеќе во индустрија? Секако дека е потребно и како што е владата ке, некако и локалната самоуправа ми доаѓа како ке, меѓутоа реалноста е следна. Точно е ова за туризмот што кажува не е допринесува со доволно или не е доволен само за опстанок на добар дел од луѓето и затоа следи миграцијата во овај дел, меѓутоа реалноста е пак уште зошто реков живее за и од туризмот, живее затоа што многу луѓе во онај летен период од 3-4 месеци или шпицна сезона многу помал, без разлика со што и да се занимаваат, ги покриваат своите дупки или преживуваат со парите кои што се заработени токму во овај период. Факт е дека Охрид беше индустријски град со преку 20.000 тоа беше во едно друго време. Мислам поразлично од ова индустријски, каде што преку 20.000 луѓе беа вработени во таа индустрија, се случи периодот на транзиција и тоа што се случи, пропаднаа фабриките, луѓето остана на улица и секој бараше ваков или онаков начин да преживее и да успее, значи да прехрани својата фамилија. Реалноста е дека во туризмот, без разлика дали со издавање, дали со 3 или 4 месечно работење, не знам, на тезга, на отварање на дуќанчина, на лето, продавање на ред други работи, ево по плажите, сето она кое што е поврзано со туризмом, многу луѓе ја најдоа својата екзистенција. И токму затоа е потребно да се продолжи со вложувањето во тој дел, а по однос на капиталните инвестиции не е само Костал, туку и ОДВ Електрик, кој што е веќе регионална фабрика каде што има и од Охрид и од Струга вработени, не дека нема во Костал, но Охрид му се потребни такви, меѓутоа за разлика од претходно имаше влада во Македонија која што мислеше на овој дел и ги отвори, значи сватила дека не е доволно туризмот и отворило. И не е доволно само 400 вработувања, треба 1000, меѓутоа факт е дека и нема доволно квалификувани работници, сето тоа треба да се среди, меѓутоа потребна, насушна е потребата. Дали за Маускер, ево кај што го спомна, прво го натрупавме со ѓубре како локална самоуправа, викам го натрупавме затоа што бев дел од Советот, па после испадна дека го исчистивме, а ние сами го наполнавме тој дел со ѓубре. Во овој мандат ние го чистиме во овој мандат. Не е така, вие го полневте секој, имавме и прес. Не вие лично. Во ова година? Да. Во ова година го полневме. Меѓу другото, во ова е полно. Точно е, значи имавме и прес и камиони. Ама сега добро, се сеќавате на снимките кои што ајде вака, се сеќавате на снимките каде што да камиони во Маускер се сеќавате. Така? Да. Па дали е во Маускер како депонија? Да, кој го отвори, значи јас друго ви разговарам. Го наполнивте, сега го испразнавте и сега викате ќе правиме индустријска. Значи тоа требаше од сам почеток да го направиме, затоа што во оваа година многу беше возможно тие со 100, 200, 300 или 50 и колку и да се вработувања, веќе да инвестираат и да имаат започнато со градба, ајде не знам, незавршено. Така да реалноста е дека во Охрид иднината покрај во туризмот, кој што дефинитивно и не се слагам со вас дека не може толку да допринесе по однос на тие работи, покрај туризмот се битни инвестициите и за уште една работа ви замерив што ја кажавте, немало, како ги кажавте, немало за измерен начин да се измери колку допринеле овие работи кои што ја кажав што се направиле за туризмот, па врз основа на тоа што се давале субвенции дојде
холанѓаните овдека поново или така му текнаа дека сам. не се измерени ефектите од Ево што да ги измерите промоција. ги немаше холанѓани 10-15 години повторно почнале. Кире, јас коректно кажав дека од 2001 година секоја влада Ако коректно и тоа е рековте, анализирано. немерливи Не реков ни ВМРО направило, ни Јас не СДС, и реков, не сакам да го ама направам. викате немерливи. И не сакам да кажам дека во 11 години владење на ВМРО еден костел се донесол. 11 А години. одеве? И одеве во туристички Па добро, за разлика од суда само што затвораше фабрики, овие две отворија ВМРО ДПМН тиеш, ама не е така е. И уште една битна работа, ве прашав, не ми одговоривте. Дали холанѓаните ги имаше пред 15 години? Ево јас ќе ви одговорам да не се мачите. Не, сега ги има. Зошто? Затоа што се направија субвенционирани летови, затоа што се направи туристичка агенција која што ги носи истото и со пољаците и со ред други, значи кои што туристи овде, со турците. Значи мерливи се. Јас и вие ги мериме со видливи се, не на тој начин се мерливи. А податоците допарва можеби ќе најдеме институција што ќе ги измери. Тука сме на самиот крај од вечерашната дебата. Јас на двајцата ви благодарам што учествувавте. Верувам дека одговоривме на поголемиот дел од прашањата, останаа неодговорени и дел секако требаше да зборуваме. Имаше насоки од граѓаните за пазарот, за автобуската, за Старски дом, за тоа што ќе биде со касарната. Ќе ми биде чест, ќе ни бидете повторно некојаш гости, повторно ќе разговараме. Ви благодарам уште еднаш што бевте. Ви посакувам многу успешни епизоди, емисии и многу сезони да успее ова дебатна емисија. Фала многу, Петаков. Исто јас ви пожелувам голем успех и добро е дека отварате дебата помеѓу граѓани, без разлика на која функција се наоѓаат. Така. И секогаш во тие дебати имат и различни мислења, несогласувања, но тоа не значи дека не треба да одиме напред. Така е, ви благодарам многу и на двајцата. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Ви благодарам што бевте со нас, се гледаме и секој вторник во 17 часот и 30 минути. Прашалник, бидејќи е време за прашања.